Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Председателот Барак Обама подоцна денеска во армиска база во Северна Каролина ќе им се заблагодари на трупите кои служеле во Ирак. Ова е во контекст на повлекувањето на американските трупи од земјата до 31 декември, поречи си 9-годишна војна. А сега за другите вести. Представничкиот дом во Конгресот даде зелена светло за продолжување на легислативата за намалување на даноците на платите, што треба да истече на крајот на годината. Но мерката беше врзана со контроверзниот проект за нафтовод САД Канада, зашто председателот рече дека не сака да донесе одлука до изборите во 2012. Сега предлог законот оди пред Сенатот, каде се очекува да падне. Кина соопшти дека ќе постави нови даноци на одредени увезени возила од САД. Ова е најнов тест за затегнатите американско-кинески односи. Новата давачка е од 2 до 2,5% на увезен патнички автомобил со мотор поголем од 2,5 литри. Ова ќе погоди голем број американски автопроизводители. Кина и САД, двете најголеми светски економии, долго се во трговска битка по голем број прашања. Кина вели новите тарифи се неопходни да се поправи штетата на нивната автомобилска индустрија. Бордот за безбедност на националниот сообраќај на САД предлага забрана на употреба на мобилни телефони и други портабл направи, освен за итни случаи на американските патишта. Ова уследи по истрагата на судир на повеќе возила минатата година во сојузната држава Мисури, во кој загинаа 2, а повредени беа 38 лица. Причината била невнимание заради текстирање на возач на камион. За многумина ова е непопуларна мерка, но може би исто толку ја поддржуваат, зашто податоците покажуваат дека премногу луѓе гинат токму од невнимание предизвикано од овие направи. Само од 2009-та 5500 загинале, а 450.000 биле повредени. Во САД веќе нема да се произведуваат ковани пари од $1. Администрацијата на Обама вели дека тоа е еден начин за штедење, зашто во касите на федералните резерви стоеле $1,4 милиарди вредни ковани пари од $1, за кои нема интерес. Месецов се навршува 20-та годишнина од падот на Советскиот сојуз. Неделава се навративме на факторите во внатрешната политика кои придонесоа за колапсот, а денеска ќе зборуваме за тоа каква улога имаше надворешната политика на последниот советски водач Михаил Горбачев. Михаил Горбачов стана советски претседател на почетокот од 1985-та. Представуваше нова, млада генерација водачи. Поранешниот амбасадор на САД во Москва Томас Пикеринг се присеќава. Откако се сретнала со него, поранешната британска премиерка Маргарет Тачер наводно веднаш го информирала председателот Реган. Ова е човекот со кого можеме да соработуваме. Аналитичарите размислуваат дека Горбачов увидел дека Советскиот сојуз повеќе не ке може повеќе да ја користи војната сила за да го зголеми влијанието во странство. Сватил дека армијата ќе мора да се повлече од некои светски жаришта, како Авганистан, каде советските сили војуваа со муџахедините од декември 1979. За Пикеринг, одлуката на Горбачов да ги повлече советските војници испратила порака до светот дека Москва е поразена. Тоа исто така требаше да ни индицира дека војните решенија за дипломатските проблеми не секогаш завршуваат како што би сакале. Последниот советски војник замина од Авганистан на 15 февруари 1989. Берлинскиот зид падна во ноември истата година во голема мерка на неинтервенционистичката политика на Горбачов. Во октомври 1990 во Париз беше одликуван со Нобеловата награда за мир. 14 месеци подоцна се повлече од функцијата председател. Добрите познавачи на ситуацијата велат дека станал жртва на силите што ги ослободи, бидејќи не можеше да ги контролира. Поранешниот советник за национална безбедност генералот Брент Скокрофт го сумира политичкото наследство на Горбачов во исчезнувањето на Советскиот сојуз и комунизмот.
he had been a different kind of a person. Let's say he Тој had беше been an поинаков. Brezhnev. Ако беше тип на политичар, како Леонид Брежнев, например, системот ќе екзистираше уште некое време. Конечно ќе пропаднеше, но не мораше кога на вистина се случи тоа. Иронијата е што Горбачов честопати во собствената земја е критикуван дека го урнал комунизмот, а Западот на него гледа како на херој. Додека светските лидери во Дурбан, Јужна Африка, деновиве расправаа на конференција за климатските промени, во Вашингтон се одржа изложба на најновите технологии за подобра животна средина. Погледнете. Се во знакот на природното, незагаденото, зеленото, зелени производи, зелени направи што штедат енергија од светилки до транспортни средства. Сето ова на изложбата Технологии за зелена влада што се одржа во Вашингтон. Изложувачите ги фалеа своите производи. Приближно 200 мили на едно полнење. Ова е програма што ја користи енергијата од ветрот за да го намали загадувањето од јаглерод диоксид. Меѓу изложувачите кои нудеа еколошки алтернативи на традиционалното осветлување беше и Роберт Ален од компанијата Luma Resources, што председателот Обама ја спомена во годишното обраќање до нацијата. We make a solar shingle. Произведуваме соларни керамити. Ем се соларен генератор, ем го штитат покривот. Можеби најголемата атракција на шоуто, барем за камерманот на гласот на Америка, беше Трикс, возило на 3 тркала што генерира енергија на удолници. На конференцијата се одржа и бројни дискусии за алтернативните видови на енергија, животната средина и за подготовките за еден долгорочен тренд на глобално затоплување. Што имаат заедничко Марија Кири и мајка Тереза? Обете се добитнички на Нобелова награда. На крајот на годината обично правиме рекапитулации. Утре ќе зборуваме за жените Нобеловки. Видете со нас. 15 жени се на листата на добитници на Нобелова награда на која доминираат мажи. Светот мина долг пат во препознавање на нивните заслуги и уште работи на тоа. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И од нас толку за оваа емисија. Ве чекаме утре на истово место во исто време. До гледање.